Поводот за денешната посета на Кавадарци е да дадам силна поддршка на листата на ВМРО ДПМН, поддршка на проектите во Кавадарци и едноставно развојот и иднината на Тиквешијата и Кавадарци. Силна поддршка за листата на ВМРО ДПМН предводена од Александар Николовски, како и поддршка за кандидатурата на нашиот лидер Христијан Мицкоски за премиер на Македонија. Кавадарци на листата има двајца силни кандидати кои што ќе ги представуваат интересите на Кавадарци во Скопје. Нормално тоа е Зоран Јованчев, кој што е на добитно место, а со тек на времето како ќе оди листата, како ќе одат понатаму луѓето во владата, се надевам дека и Слободан Ивановски ќе добие шанса. Значи луѓе кои што ја заслужуваат оваа шанса, луѓе кои што ќе се борат за Тиквешијата, кои што ќе се борат за земјоделците и кои што Кавадарци ќе го вратат на мапата. Затоа што изминативе 3 години мислам дека оваа општина за жал не доби доволно и не доби адекватна поддршка од централната власт. Значи централната власт треба да помогне, централната власт треба да има проекти и централната власт треба да алоцира финансии. Тоа не се случи, но ние сакаме да стоиме зад Кавадарци, имаме повеќе проекти, но и за сите околни општини, значи Кавадарци, Неготино, Градско, Росоман и сите останати. Би сакал да им порачам и на луѓето од СДСМ да не се закануваат, да не малтретираат луѓе, да овие 2 недели ги приведеме изборите онака како што треба, затоа што после 15 јули почнува нова епоха за Македонија, почнува нова страница и едноставно нема да бидат власт и нема да може да го спроведуваат сето она што го прават. Значи пораката е да имаме фер, демократски избори, граѓаните и народот да гласаат, кандидатите да си ги тераат програмите, народот да одлучи, а после тоа владата на ВМРО ДПМН ќе води Македонија напред. Господин Ѓорчев не е на листите, дали претендирате за некој од министерските места? Доколку ВМРО ДПМН нели ја добие централната власт? Најважно е Македонија да добие нова влада. Најважно е Македонија да сврти нова страница. Изминативе 3 години Македонија е и оплячкана и понижена. Значи имаме економска ситуација која што е катастрофална, екзодус од државата, една нова фабрика не е донесена, а истовремено дојдовме во ситуација каде што луѓе се мислат дали да кажат Македонија во Македонија. Толку далеко е отидено. Не смееме да се дозволиме уште 4 години влада на Зоран Заев, треба да го смениме тоа, треба да отидеме напред и тоа е она што ќе го порачам денес пред граѓаните на местната заедница, односно урбаната заедница Слога. Тоа е еден од бастионите на ВМРО ДПМН. Тоа е место како всушност и целата Тиквешија, место каде што силно се сака Македонија и едноставно да победиме убедливо. Мора во Кавадарци да победиме убедливо, а после тоа со проекти, работа, ангажман и труд да му вратиме и на Кавадарци и на Тиквешијата.